Крајно затекнати и разочарани сме од новите пакет мерки, оти повторно прстот се вперува најпрвин кон угостителите како главни виновници за растот на бројките на заболени од ковид, велат охридските угостители. Михаил Мишев од угостителскиот еснав бара властите што поскоро да ги разјаснат подетално мерките. Оти вели, голем дел од нив се невозможни да се спроведат во пракса. Тоа со поставувањето редар кој што ќе манипулира со лични податоци и така натаму, сето тоа очекуваме од надлежните служби во овој период до следниот понеделник кој што ни останува, дали на средба, дали преку медиуми или било како, детално да не биде објаснето за да можеме да настапиме. Инако нема двојба дека секако тоа повторно ќе влијае на прометот, значи како што реков, дури ќе се натури еден можеби нов психолошки момент кој што ќе ги одврати и оние потенцијални гости кои што очекувавме да ги видиме во овој порелаксираниот Охридски регион. Дека ќе има незадоволни гости од ваквата ситуација и повторни штети, согласни се и хотелиерите. Крсте Блажевски од Хотан вели сето ова се случува во период кога туризмот почна полека да закрепнува. Особено ќе бидат засегнати свадбените прослави на затворено, за кои сега се бара начин како истите да се изреализираат на отворен простор, согласно мерките, а да не бидат откажувани повтор пат. Дали на отворено треба или не треба, ќе покаже самото време, нели? Мислам дека за почеток со рестрикциите, ако се прави свадба на отворено со одреден број на гости како што беше предвидено, дека многу нема да има значение дали е вакциниран или не, но со оглед на тоа да ги применува сите мерки. Има сигурно незадоволни гости и хотелиери и така натаму, но не може да се менува ситуацијата, значи ситуацијата е таа. Последици повторно ќе трпи и туризмот. Туристичките работници велат повторно се враќа стравот кај туристите да патуваат. Се надеваат дека барем уште септември ќе можат како месец да го изработат солидно. Ќе има намалување на туристичките услуги и устителските услуги сигурно. Ќе биде проблематичен период. Се надевам дека ќе издржиме барем уште 30 дена да без никакви проблеми да изработиме и дека бројот на гости ќе го задржиме. Сепак со рестрикциите кај гостите се воведува еден мал страф за патување, но мислам дека барем септември ќе биде добар исто за туристичкиот сектор. Инаку Охрид и понатаму е полн со гости. Растот на бројките изминатите неколку дена се поврзува и со многобројните одржани концерти за Илинденскиот викенд, кои беа особено посетени од помладата популација.